Почитувани граѓани, наш најголем предизвик беше и останува намалување на невработеноста. Како што знаете, СДСМ во 2006 година ја направи Македонија светски рекордер во невработеност од 39%. Со посветена работа ВМРО ДПМН за 10 години отвори над 160.000 нови работни места, со што невработеноста се намали на 24%. Нашата цел е до 2020 година да ја намалиме невработеноста под 18%. Со намалувањето на невработеноста растеше и минималната плата. Таа во 2013 година изнесуваше 8.050 денари и за 3 години порасна до 10.080 денари. Во новата програма предвидуваме истата да се зголемува во следниот период од 12.000 денари во 2017 година до 14.000 денари во 2020 година. Почитувани граѓани, сакам да ве потсетам дека за гарантираната минимална плата за прв пат во Македонија ја воведе ВМРО ДПМН. 10 години СДСМ беше на власт и не го направи тоа и сега само зборува за тоа. Се фала дека уште веднаш минималната плата ќе направиле 12.000 денари, а во 2020 ќе пораснела до 16.000 денари. Но минималната плата не се вади од ракав, туку се утврдува со сложени пресметки и долги преговори кои резултираат со трипартитен колективен договор меѓу заинтересираните страни – синдикатите, работодавците и владата. Работодавците се грижат да не им пропадне бизнисот, додека синдикатите се борат за повисока минимална плата, но во износ кој нема да доведе до отпуштање на работниците. Владата во тие преговори ја има улогата на посредник. Да ве потсетам, така ние ја ветивме на изборите 2011 година, откако претходно беше постигнат договор. Да ве потсетам, кога Шеќеринска беше вице-премиер во 2005 година, просечната плата изнесуваше само 11.800 денари. Ние ја удвоивме и денес таа изнесува 22.300. Кога ќе гласате, сетете се на лагата од 15 септември. Не дозволувајте да ве измамат на ист начин со само една реченица истите луѓе од раководството на СДСМ. Гласајте за реден број 1, за Никола Груевски, кој докажа дека знае како да ја намали невработеноста.